Она што ми се допаѓа се ваучерите за компјутери. Она што ми се допаѓа во програмата е, ако сакате, ваучерите за театар, за културни настани, за спортски настани. Она што ми се допаѓа е мобилното образование. Она што ми се допаѓа е можноста со практичната димензија да се занимавате, враќање на стручните училишта кои ние ги имавме. Понатаму, ослободувањето на младите до 29 години од било каков данок, бидејќи тоа е една политика која ќе ги задржи овде. А да не зборувам за нешто што стално велам, мене најмногу ме болело. Сега тоа ќе биде и е внесено во програмата, дека 500 најдобри студенти веднаш ќе добијат понуда за вработување во администрацијата и во институциите. Да се подсетиме кого примаа во администрацијата и институциите. Дали најдобрите студенти? Не. Тие си заменуваа, за жал. Помнам многу студенти кои што не само што биле брилјантни, туку и магистрирале надвор на области кои што се важни. Потоа не ги вработувале. Зошто? Немало место од списоците на нивните. Не е убаво да зборувам на митинзи, ама вие имате цели семејства во нашите министерства. Од ќерки до мајка, до татко, до сопруга. Деновиве се зборува за премиер Албанец, така? Одма видовте кој е главниот во здравство. Во јавното здравство. Неговиот внук. Но не може така да градите вие надпревар и држава. Држава бара конкурс. Ние мораме да се вратиме на конкурсот. Ние мораме сите што конкурирале да ги истакнеме, да ги прочитаат со се нивните, како што имаше на факултетите кога имаше приемен испит. Па битката беше тие со петки сите да влезат. Вака, точно се пишува колку бода, колку оценки, како поминал на тестот приемен. А вака ние немаме поим, бидејќи постојат два начини на вработување. Едниот е тој на конкурс, но нема крај бројката на оние кои што биле најгоре, а не биле примени, и оние што биле на дното, а влегле во администрацијата. Прашајте ги оние кои ги познавате, сите имаат некоја таква приказна. А секаде во светот се вели дека една од најпочитуваните професии е таа на белите крагни. Администрацијата носи бели крагни. Сака да кажат дека е тоа знак за посветеност на правото, на законот, на уставот и дека тие се тамо заради граѓаните, а не заради партиските лидери кои ги поставиле тамо. Тогаш ние ќе имаме независна администрација, квалификувана администрација, па која власт и да си замине, да си остане добрата администрација.